Почитуван председател, почитувани колешки, колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Морам да признам дека преовладува чувството колегите и колешките од СДСМ денеска како да се подготвила за прес да ги напаѓаат градоначалниците на ВМРО ДПМН, а не за точката на дневниот ред, но меѓутоа тоа е неуспешно, бидејќи сепак на локалните избори граѓаните го кажа своето мислење и тие се тие кои што ќе оценат за нивното работење. За жал, се уште немаме видено отчет од градоначалниците на СДСМ. Имено, почитувани граѓани, почитувана македонска јавност, денеска на дневен ред ја имаме предлог одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба и тоа во делот на топлинската енергија. Да бидам искрена, не сум изненадена што пристигна една ваква барање за една ваква одлука, заради тоа што доволно е само да се погледнат капацитетите и како тие исто менаџираат, односно владините капацитети и како тие менаџираат со сите прогласени состојби, заради тоа што тие се во множина. Ние најверојатно се уште сме единствена земја во Европа која што има толку бројни кризни состојби, а од друга страна многу интересна веќе воспоставената пракса на Комисијата за одбрана и безбедност, впрочем, исто како и на Комисијата за финансирање и буџет. Таму имаме секоја нова седница со барање за некој ново задолжување и кредит, а сега на Комисијата за одбрана и безбедност продолжува на секоја седница, кога не е секоја втора, со некој ново барање од страна на владата за да прогласиме кризна состојба. Се поставува нормално прашањето зошто се бараат овие кризни состојби, дали имаме тука навистина искрена намера за да имаме подобро менаџирање, дали тоа во здравствената, енергетската, топлинската, мигрантската или сепак прогласувањето на кризните состојби најверојатно улеснуваат на еден понетранспарентен начин од страна, односно во буџетот, да се префрлаат средствата. Интересно е да се спомене дека од ноември до денес 160 милиони евра се префрлени на АД ЕСМ. Да се подсетиме, благодарам министер, ако се 170, одлично што споделивте последен податок. Да се подсетиме дека за оваа криза алармиравме и апелиравме како политичка партија цела година. Меѓутоа, никако во светло на локалните избори не се собра доволно храброст со страна на владата, поранешниот премиер, министерот, председателот Бислимовски да соберат храброст и да им кажат на македонските граѓани што предстои. А тоа дека предстои сериозна енергетска криза. Криза, впрочем, по секој основ, само за да се купи едно, па би рекла, прилично малку време, затоа што веќе во декември стигна барањето и немаше бегања. Еве, тоа се потврдува и сега со новите барања за продолжување на рок за постоење на кризна состојба. Почитувани граѓани, денес Државниот завод за ревизија излезе со статистика дека секој граѓанин, внимателно секој граѓанин во Македонија е задолжен со 3500 евра. Токму од оваа влада. Затоа се сумневам и во капацитетите и во менаџментот кој што постои во владиниот тим, заради тоа што никако до овој момент не успеавме да видиме видливи резултати. Најверојатно единствен видлив резултат е, па би рекла, инвестиција е на директорот кој што се поднови со Дуќан во Изгейт. Честопати денеска од колегите од Социјалдемократскиот сојуз спомена здравствена криза, дека ние сме се уште во здравствена криза и ви благодарам заради тоа што се согласуваме дека тоа е така. Меѓутоа, тоа ќе морате да го упатите како информација, односно да освежите меморијата на владата која што дојде со одлука и со член 4 во истата одлука зема средства од ставката за ковид и менаџирање на ковид и сега истите ги префрла на оваа криза, за менаџирање со оваа криза. И нормално се поставува прашањето каде оди овој воз,
дали имаме соодветна координација и комуникација помеѓу владата или уште повеќе кого оваа влада прикрива во однос на штетните политики. Ние си уште сме, за жал, многу лошо лошо стоиме во однос на менаџирањето на здравствената криза, а еве како тоа да не допира до владата која што не знае дека имаме здравствена криза, па ни пристигне на ваква скандалозна одлука со член 4. Ве молам, колеги, кои што излеговте на реплика, потсетете владата да знае дека има прогласена здравствена криза. Европската комисија во последниот извештај за Македонија поглавието за енергетика го оценува со 2. И мислам дека сите знаеме што значи двојка кога ќе ви стават во училиште, тоа значи дека вашата домашна задача не сте ја завршиле најдобро. И тоа не го велам јас како пратеничка на ВМРО-ДПМН, тоа е јасно утврдено во компаративната анализа на парламентарниот институт, каде што истовремено можете многу видливо и убаво да прочитате и за политичкото мешање и интервенции кои што ги има владата во однос на телата кои што се бават со енергетика. Мораме да признаеме дека сите енергетски кризи и тоа како влијаат на животот во Македонија. Животот е се поскап, граѓаните се прашуваат како ќе го поминат веќе не само секој нареден месец, туку секој ден. Истото и со малите и средните предпријатија. Тие за жал ставија клуч на врата нешто повеќе од 6000 предпријатија. Меѓутоа, во сите овие одлуки не можеме да видиме одржливи мерки и како тие ќе бидат навистина насочени кон граѓаните, предпријатијата, стопанството за истите да излезат. Бидејќи многу милувавте да говорите и за градоначалниците и општините, би требало да знаете дека ЗЕЛС излезе со едногласна, потенцирам со едногласна одлука и сопштение во однос на тоа како владата системски, намерно ги обструира општините во Македонија. И сега наместо средствата да се наменат за проекти, за подобар и поквалитетен живот во општините на сите граѓани, во сите населени места, владата оди со такви обструкции и интервенции. Повторно потенцирам едногласни се општините во однос на овој став. Да привршам, се сумневам дека ќе имаме резултати во однос на наредниот период за менаџирање на овие кризи, или пак дека истите никако ќе го подобрат животот на граѓаните, на стопанството. Препорачувам да се угледате малце, барем во соседството, еве во соседна Србија, ги пратим и од таму изјавите, таа навистина плаќаат и на поевтина струја, имаат просечна плата од 1000 евра, просечна пензија над 500 евра, разговараат со повеќе од 90 инвеститори, додека во Македонија, како што кажав, ја гледам инвестицијата на директорот во Изгейт, 83 евра на ден кафенце во регулаторна комисија, повеќе од 6%, 6,7% инфлацијата во Македонија. Ваква инфлација во 90-тите немало, тоа ќе го кажат и повозрастните. На крај ќе констатирам дека за жал во Македонија ќе со оваа влада можеме да видиме само раст на сиромаштијата, за жал зголемување на социјално ранливите категории. Затоа верувам дека час поскоро се потребни предвремени парламентарни избори и промена на ова навистина штетна, катастрофална владина политика. Ви благодарам. Во 16 часот